Го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш гостин, министерот за одбрана Фатмир Бесими. Министре, чувствувате ли одговорност за исходот од самитот во Чикаго? Гледано од тоа што предвидуваше самитот, можам да кажам дека не е надвор од очекувањата. Ние знаевме дека не е предвиден самит за проширување и нема да има претходно покана за Република Македонија без решение за името. Предпоставам вашето прашање во однос на тоа дали можеше во овој период да се направи нешто за Република Македонија да постигне да добие покана за членство во НАТО. Направивме се што беше можно и во контакт со земјите членки на НАТО и во директни контакти со колегите од Република Грција и од тој поглед гледано во однос на поканата, таа не беше цел сама по себе и нема да биде цел сама по себе. Туку целта на Република Македонија се евроатлантските интеграции, Република Македонија да биде кредибилен партнер, да продолжи со реформите и да го даде својот придонес во меѓународните мировни мисии. И токму реченици за признание за реформите што Република Македонија ги прави и благодарност во однос на тоа што Република Македонија го дава во меѓународните мисии го има во самиот заклучок, односно во декларацијата на земјите членки на НАТО. Имавте ли и вие чувство дека во Македонија во Чикаго не доби доволно поддршка од големите сили? Јас би рекол дека во овие државни функции и како министер за одбрана јас немам право да изложам своји емоции, туку јас сум задолжен во однос на тоа што граѓаните ни довериле, изразиле доверба и го очекуваат од нас, тоа е да го заокружиме овој процес на евроатлантски интеграции и така ќе продолжи. Значи, ние направивме се што беше можно во овој период, ќе продолжиме понатаму и тоа што се правила на игра, односно тоа што треба да се исполни, ние максимално ќе бидеме посветени, но на тоа да биде на еден начин што би се одразили интересите на Република Македонија, односно граѓаните на Република Македонија да бидат задоволни од тоа што ќе се постигне. Ова само го повторувам со цел после Чикаго да не се создаде простор за шпекулации дека Македонија гледа други алтернативи. Односно останувам на тоа што е најдобро за Република Македонија, тоа што граѓаните го очекуваат. Деновиве се слушаа информации за тоа дека ДУИ сега ќе настапи со нова стратегија за засилено лобирање кај меѓународната заедница, истовремено издействување некаква условна покана за Македонија која би се ратификувала во парламентите на сите земји членки, освен во Грција, каде што би се ратификувала откако ќе се реши спорот за името. Мислите ли дека станува збор за некакво помоќно средство во исполнување на таа наша цел? Секоја опција која ќе значи приближување кон постигнување на решение со Република Грција во однос на отвореното прашање за името, ние сме спремни да го промовираме. Така беше во овој период, каде што една од варијантите беше да се користи можноста со референцата што се користи во меѓународните, односно во Обединетите нации, да се пристапи во овој период со покана со референцата, привремената референца. Другата варијанта беше ова за која вие се реферирате, односно покана со референца додека се најде решение за името да почне процес на ратификација и ќе се заокружи тој процес со ратификација неверојатно од грчкиот парламент кога ќе се најде решение. И таа е варијанта која била разгледувана и било која друга варијанта што ќе биде во корист на изнаоѓање на решение, конструктивен пристап што ќе ги презентира интересите на Република Македонија, ние ќе продолжиме да го промовираме, а секако пристап што ќе дојде до решение за името, за надминување на ова отворено прашање и би значило и формално заокружување на процес на членство во НАТО. Министре, има ли Македонија стратегија за добивање на таа покана за членство во НАТО?
Стратегијата е, наједноставната стратегија се разговорите со Грција, односно еден отворен интензивен диалог со Грција во однос на ова прашање со цел да се отстранат дилемите, да се создаде, односно да се зајакне довербата меѓу Република Македонија и Република Грција и да се гледа кон ова прашање како една можност за решение, за надминување на разликите и на тој начин би добиле ние за побрзо временски период да ги надминеме овие разлики и Република Македонија да добие членство во НАТО. Значи, одговорот е на отворени разговори, интензивен диалог и во овој период не дека од наша страна не постоеше таков интерес, туку едноставно од страна на Грција во овој период се соочува со други приоритети, како што се економската состојба во Грција, како и често менување на владите и изборите што се случува баш во период кога се случуваше самитот на НАТО, оневозможија да поконкретно има некој прогрес во однос на тие разговори и преговори што се однесува во однос на името. Дали тоа значи дека после сите надежи дека можеме да ја ефектуираме Хашката пресуда или да извршиме позасилено лобирање кај меѓународната заедница, сега сме јасно соочени со тоа дека единствената шанса за влез во НАТО ни ја отвара надминувањето на спорот за името? Јас спомнав претhodно било каква иницијатива што ќе помогне на решение на ова прашање, ние ќе бидеме активни и уште поактивни од тоа што бевме до сега. Но пред се тоа што треба да го имаме предвид дека значаен партнер, ќе повторам партнер, во ова решение е Република Грција. Ние треба да се надеваме и да очекуваме со наредната влада, доколку биде брзо консолидирана, да можеме да имаме партнер со кој би го решил ова прашање. Значи, првата врата на која ќе тропаме е Република Грција, на која ќе побараме да го продолжиме диалогот, интензивен диалог, да ги надминеме разликите и за ова сигурно ќе има поддршка од земјите членки на НАТО, веќе тоа го имаме добиена како потврда и ќе продолжат да не поддржуваат. Значи, тоа е наредниот период што ние ќе го направиме и ќе повторам, значи, без разлика на целата ситуација, со сите предизвици кои поминуваме овие години, ние сепак за надминување на ова отворено прашање треба да се гледаме како партнери во решение. Односно, не како две страни ривали во еден проблем, туку како партнери во решение. Тоа што официјално го слушаме на меѓународните иницијативи се обири дека Република Грција исто така е заинтересирана за евроатлантските интеграции и сметам дека тоа е важно, затоа што регионот е постабилен и помирен доколку регионот се интегрира, значи сите земји од регионот станат дел од НАТО и Европска унија. Што очекувате да се случува во рамките на решавањето на спорот за името во овој период по самитот во Чикаго? Ние треба да продолжиме со нашиот интерес кон надминување на ова прашање и нашиот конструктивен пристап, од една страна. Од друга страна, да се надеваме дека изборите што се предвидени за јуни во Грција ќе донесат до стабилна влада, која ќе може да консолидира домашниот терен и да биде посветена на ова прашање, за да можеме заедно да го решиме и да го надминеме како отворено прашање и така да бидеме заедно членка на НАТО и Европска унија во наредните години. Очекувате дека тоа можеме да го направиме сами без поддршка на големите сили? Мислам дека никогаш не сме били сами во ова прашање. Пред се формално ние сме со покровителство на Организацијата на Обединетите нации, каде што се сите земји членки и во овој процес секако од време на време по потреба биле вклучени нашите партнери земји што се пријатели на Република Македонија и на Грција, а тоа се Соединените Американски држави и Европска унија. Ви благодарам за разговорот. Го гледавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Пријатно.